И онака по она што се случи вчера нема смисла да се бега од темата, веќе јасно ми е. Јас само кажав што ми лежи на душата. Знам. И свесен сум дека искрено ги сподели чувствата со мене, јасно ми е. Ама вчера вечер многу размислував и чувствата што ти ги имаш кон мене се минливи. Керим, те молам. Те молам, не ја довршувај реченицата. Постојано зборуваш вака и ме растажуваш. Молам ли? Една добра вест конечно. Апсењето на гнасата Назим ќе биде добро и заберен и воедно за откривањето на идентитетот на нечестникот за кого работи, нели е така? Во ред, се гледаме, ајде. Утрата, госпоѓа Селда. И тоа со свој раце ја фати и ја врати таа змија во куќата. Ипек, заарно нека, што си станала толку рано? Не ме фати сон. Јас се расонев кога излезе ти од собата. Се извинувам. Не можев повеќе да останам во кревет. Не е проблем, душа. Влези внатре, свежо е. Јас секако ќе го подготвев појадокот. Добро, јас ќе земам леп од Мехмет и се враќам. Здраво, Ипек. Здраво, господине. Ќе ми донесеш еден сок од портокал, те молам. Само немој да брзаш, ќе се истуширам па ќе се симнам во работната соба, па донеси го таму. Ќе донесам, господине. Ти благодарам многу. Не очекував од господинот Керим. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Добро утро, Керко. Мамо, јас сум многу гладна. Не можам да чекам до појадокот на домашните. Да каснеме ли нешто и ние? Добро, Керко, може нешто и порано да подготвам за нас. Добро утро. Добро утро. Ај, девој, колку хубаво замириса лебо, дај малку. Земи. Ха, ке цедиш портокали? Да, господинот Керим бараше. Добро, ти исцеди ги и јас ќе го направам појадокот. Не брзај да доиме, на господинот Керим ќе појадуваат како ќе се стушира. Ние сепак ќе направиме што треба. Добро, додека вие го подготвувате појадокот, јас да ги исцедам портокалите, може?
Во ред може, тогаш ипек и ти не се задржувај тука среди внатре. Мамо, дај ми еден нож од таму. Дали виде сега и мене? Несрин се обидува да помогне како човек, ама оваа повторно драматизира. Добро утро, Ипек. Добро утро. Молам. Синан, синко, добро утро. Добро утро. Те молам, не ми замерувај што вака наутро те вознемирувам, ама морав. Не ме вознемируваш. Можеш да ме побараш кога сакаш. Ти благодарам, синко. Синан, вчера сум ја заборавила личната карта кај вашиот адвокат. Затоа те побарав. Така, јас ќе ја земам. Ти благодарам, чедо. Знаеш дека ми е тешко да одам до таму. Хазим ме фати додека се враќав дома вчера. Верувај дека едва и влегов дома. Од тогаш не излегувам од дома. Ќе одев на работа, ама и тоа го откажав. Нема проблем. Ќе ја земам и ќе ви ја донесам дома. Бог да те благослови, бе, сине. Ти благодарам. Пријатен ден. Господ да те казни, бе, Хазим. Заради тебе од дома не можам да излезам. Джем, Зејнеп. Добро утро. добро утро. И јас тебе те чекав. Зошто? Несрин и Фатма не се дома, си заминале. Каде? Сигурно се кај Керим, каде би оделе на друго место. Се разбира. Ако си ја нападнал Несрин, се разбира заминале. Не трескај глупости, Зејнеп, смири се малку. Не успеав ниту лицата да им ги видам. Кога вчера се вратив, потоа ми стана јасно дека ќе се подкачиме. Си реков батали и порано се затвори во соба. Кога се разбудив, ги немаше. А дали ја побара? Да, не ми крена. Чекај. Ќе побарам јас да дознам каде е. Јави се да видиме. Не се јавува. Не се јавува? Како и да е. Подоцна пак ја побарам. Почна со работа ти? Почнав. Па што бараш овде во ова време? Ама не, прашувај. На господја Хандан не и се допаѓа мојата облека. И сега ќе одам да си купам некои работи. Работиш како обичен возач, не разбирам зошто сака толку убаво да се облекуваш. Ти благодарам, Зејнеп, за ваквото понижување. Ајде се гледаме. Джем, се извинувам. Джем, слушај, погрешно ме разбра. Ама Джем, сослушај ме, се извинувам, погрешно разбра. Зејнап? Каде трчаш така викајки? Онака. Видов една пријателка и ја довикував, но не ме слушна. А што бараш ти овде? Брат ми ме донесе на поминување. Сакав да разговарам со тебе пред да одам на работа, но тетка кажа дека си излезена.
Ке задоснам на работа, може да разговараме попат? Зейнеп, оние девојките што дојдоа вчера, Несрин и другаркај? ти рече дека девојката на која треба потврда работела како слугинка. Да, работи заедно со Несрин. Добро, ама девојката воопшто не личеше на слугинка. Се колнам изгледаше како звезда. Како тоа? Несрин кажа дека девојката немала пари да направи тест. Зейнеп, ти зошто ги испрати девојките кај мене? Епа, девојката е бремена, немала пари да направи тест. Таткото на бебето не верувал, така нешто ми кажа, веројатно ќе му однесат доказ. Добро, ама Зейнеп, жената ни беше бремена. Што? Згоро на тоа ми дадо еден куп пари да им дадам лажна потврда на нив. Чекај малку момент, а ти им даде? Да, кога ти рече да им помогнам јас, Зехра, дали си глупава ти? Ама глупава ли си? Зарем се дава лажна потврда? А што ако ти направат проблем? ама што знам? Штом ти посредуваш, си помислив дека се доверливи луѓе. Зарем јас би те вмешала во ваква работа? Па уште пари си им зела. А што да правам, Зейнеп? Јас не сум глупава. Знам дека тие работи не се прават без пари. Зехра, душо, да не го изгуби паметот ти. А што ако слушна некој? Свесна ли си дека ќе те избркаат? Господе Боже, Нема да кажеш, нели? полудек, како да кажам јас? Ако дознаем војко ми, не само тебе, туку и мене ќе му бие. И девојката само еднаш ќе дошла со свршеникот. Потоа и онака нема да имам никаква врска со работава јас. А значи, овие двете убава местенка му прават на некој човек, така ли? Господе Боже. Бог да те благослови, сине, дури до тука дојде. Во ред е, нема нешто. Каде ти е моторот? Денеска не дојдов со мотор. Го позајмив на еден другар на неколку дена. Аман, сине, не се качувај на такви опасни нешта. Опасни, ама многу забавни. Пред многу години запознав еден млад човек како тебе. И тој така велеше дека е забавно. Потоа загина млад во една сообраќајка. Сигурна сум дека секогаш кога возиш, срцето на мајка ти трепери од страв. Ама јас немавам. И ветив на мајка ми дека нема да возам без кацига. Мајка ти е многу среќна што има син како тебе. Јас сум среќен што имам таква мајка. Би било добро да заминам. А дали има тука некоја такси станица? А, има, сине. Веднаш тука на споредната улица. Во ред, ајде довидување, теткајше. Довидување, Пријатно. чедо. Такси од нашата станица, а? Сега си готов, богато детиште. Во ред, Зейнеп, ако се сретнеме, ќе одиме заедно до фирмата. Во ред, душа, се гледаме. Разговарав со Зейнеп, доаѓала навамо. Зошто? Не знам, рече дека требала накратко да се види со Несрин. Каде се Керим и децата, зошто не се симнуваат на појадок? Керим нема да појадувал, а синан ќе појадувал некаде надвор со некој другар. И, а Туба каде? Сигурно е во собата, баба. Емине. Емине.
Ајде провери дали Туба е во собата. Господица Туба ќе појадувала кај господја Хандан. Зошто не ни известува ова дете? Во последно време стана многу дрска. Јас се извинувам, таа кажа дека ќе излегува, но јас заборавив да ви кажам. Ако, Керко, не е проблем. Навистина, од вчера ја немам видено Хандан, да не се скаравте. Се разбира, кога постојано се зборува за плаќањата кон неа, неминовно е да се караме. Да, си се случи поради нас. Јас ли сум причината за караницата? Мислам дека треба да ја затвориме темава. Нема потреба да се вознемируваме. Мајка ми е во право, баба. Мајка ти е во право? Значи јас ги предизвикувам нервозите, така ли? Не сакав така да кажам, бабо. Дали сметаш дека сум толку глупава да не сватам дека има други проблеми меѓу вас двете, кажи ми? Какви проблеми може да имаме? Зошто тогаш престана да ја даваш пари? Значи меѓу вас има сериозен проблем. И немој да ми кажеш дека јас влегов меѓу вас двете. Во ред ли, Селда? Да, добро велиш. Знам каде, со кого и како живее ќерка ти. Жената што со години ја гледам и дојде на врата и јас се избрикав. И тоа без да се сожалам на незините солзи. Мамо? Мамо, добро ли си? Добра сум, Берен, добра. Мамо, навистина, зошто веќе не ја давате пари на тета? Берен, јас излегувам, ќерко, доаѓаш ли? Доаѓам, тато. Солесно нека вие. Довидување. Довидување. Не разбирам, да не полуде, Селда. Зошто ја враќа таа проблематична девојка дома, што убаво си имавте спасено? Од каде да знам, па јас и онака од синоќа се лутам на самата себе си. Се согласив и на тој глупав Джим да му дадам плата само да откријам некој недостаток кај таа девојка. Зошто ли воопшто се трудам? Од сега не срене проблем на мајка ми. Зошто си лута на Джем? Само што се вратила дома ја натепал девојката. И мајка ми кога ја го видела така лицето се зажалила и ја викнала дома. Ако не ја удареше, немаше да се врати тука. Види го ти, Джем. А изгледа толку наивно тој. Навистина го нема, каде е тој? Зема дозвола за 1-2 часа, наскоро ќе дојде. Во ред да разговараме и да го отпуштиме од работа. На почетокот не верував, но очигледно дека ја тепа Несрин. Не може да им се верува на такви луѓе. Во право си, Туба. Джем стигна. Тето, јас да дојдам по тебе, зашто ако го видам Джем, ќе го истурам бесот врз него. Во ред, но што ќе правиме во врска со работата? Подоцна ќе зборуваме, сега ништо не му кажувај. Доаѓам.
Го изчистив салонот, Емине. Благодарам. Јас ти благодарам. Мамо, Зейнеп дојде одам кај неа во градината да знаеш. Оди, Керко. Да, девојки, што да ве лажам, 2 дена ме немаше, ми не достигаше местово. Отидов и цели 2 дена ги чиста волканиците на мојот посинок. Се уништив. Штом ќе се вратевте, зошто чистеше? Луда ли ова? Откаде да знам дека ќе се вратиме? Да знаев би ме чистела куќата на тој неранима и коджем. Ема колку и да мислев, немаше да поверувам дека госпоѓата Силда ќе тргне по нас и тоа како да не беше доволно. Кога жената се извини за се што сторила, да знаете дека се извини убаво. Дојде и се извини. Да. Дојде и се извини жената, И јас и Несрин се подразмисливме веќе кога жената ни дошла на нога, ни се извинила, си рековме неправилно е да станеме и да се вратиме тука, нели? Зарем не побегнавте од ќотекот на синти? Да, затоа се вративме. Но Господ е горе, најголема причина беше госпоѓата Силда. Ништо. Добро тогаш. Ти и ќерка ти никогаш нема да бидете неблагодарни и нема да изневерите госпоѓата Силда. Што сакаш да кажеш ти, ма? Ништо не сакам да кажам. Ја гледаш ли ова? Гледаш ли што прави? Безобразна. И на кого му зборувам јас, па? На кого му зборувам јас? Само напразно зборувам. И ти и Мерием како да сте обврзани да штитите без оглед што и да стори. Глупава јас. Се разбира, ќе ја штитиме, да, само да знаеш кој е. Несрин, дали си свесна ти што правиш? Ако и се случи нешто на браточетка ми, војко ми ќе ми ги скрши коските. Зошто да ти ги скрши коските, војкот има? И дадовме пари на братожетка ти, таа прифати. Не го направи тоа за џабе. Колку си спокојна, си зела потврда за лажна бременост и уште го кажуваш како да е нешто најнормално. А ако те фати полиција? Не треска, има глупости. Ти трескаш глупости. Ама Зейнеп навистина ми издодеа веќе. Се работи само за една потврда за бременост. Не полудевте, ма вие, зашто вака викате? Тетка Фатма, слушај, моје да ти кажам. Несрин се занимава со незаконски работи. Ако вака продолжи, ќе ја најде голема несреќа. Не ме гледај така, ќе ти раскажам. Кој е собственик на возилово? Зошто прашуваш? Утрово.
Качивте едно младо момче на улицата. Ќе прашав каде го однесовте. Тоа ме интересира. Хандан после тоа одрече, ама всушност ја кажуваше вистината кога рече дека знаат каде се наоѓа. Да, добро велиш. Знам каде, со кого и како живее ќерка ти. Жената што со години ја гледам и дојде на вратата и ја избркав. И тоа без да се сожалам на нејзините солзи. Се разбира. Како мене не ми текна на ова. Наместо да се следи некој друг, треба Хандан да се следи. Што матиш, мати Незрин? Зошто Зејнеп наместо да оди на работа дошла дури до тука? Девојко, зарем ипек на вистина е бремена? Затоа ли рече дека таа веќе нема да ни се меша? Нема такво нешто, мамо. Како нема? Зошто тојаш Зејнеп тука во градината зборуваше за некаква потврда за бременост? Ако ангажирам некој да ја следи Хандан, може да дознам каде е ќерка ми. Ај, навистина сум глупава. Кога во лутина и се испушти на Хандан, не размислив за тоа. Треба да го барам господин Селим. Ајде малку да се смирам. Како и да е, веќе знам што треба да правам. Госпогице Туба, добро ли сте? Добро сум. Што ли се случи? Изгледаше како да ви дала дух. Девојко, одговори ми. Да не сакаш да ме полудиш? Што се случува? Што матиш повторно без јас да знам? Ке може ли малку потивко да зборуваш? Девојката на Али, онаа Шуле. Таа е бремена, не е Ипек. Ама те молам, затвори ја темата, некој ќе слушне и ете ти белја после. Момент. Ако свршеничката на господинот Али е бремена, што те засека тоа тебе? Мамо, зарем не може помалку да прашуваш, те молам? Те молам, затвори ја темава. Собственикот на возилото не е овде. Ова е собственикот на возилото. Што бараш ти тука, Хазим? Го барав собственикот на ова возило. Каква случајност ти да си тој? Заарно да е? Зарно е. Денеска на нашата улица во возилото се качи едно момче. До каде го возеше? На која адреса? А што ти треба? Абе, само една адреса ќе кажеш. Не туку должи. Слушни ме, навечер колата пред куќа ја паркираш, така? Што зборуваш, бе ти? Велам да не останеш без такси поради адреса. Се будиш едно утро и, што да видиш, возилото не е во возна состојба. Господа те казни, Хазим. Абе, ајде, не ме казнува тој мене. Дај ми адреса. Чичко, инспекторите од Министерство го запечатиле градилиштето. Што зборуваш ти, Али? Чичко, знаевме дека денеска имаме инспекција. Се беше во ред, јас повторно отидов и проверив. Не разбирам како се случи. А што во образложението нема ли наведено? Навеле дека некои од материјалите што се користат биле под утврдени стандарди и затоа. Веднаш да ги повикаш архитектите и одговорните за набавка на состанок, ќе ми дадат сите отчет за ова. Сите еден по еден ќе зборуваат овде. Секако, само некои од архитектите не се во состојба. Во ред, Али, побарај ги и кажи им да дојдат веднаш. Во ред, Чичко.
Адресава што ми ја даде е иста со адресата од Хусеин. Прво јас додам да видам самиот. Може би Ипек е таму. Ало, Здраво, господине Керим. здраво, Несрин. Се надевам не ве барам во погрешно време. За кратко треба да влезам на состанок. Јасно е дека се јави во погрешно време, да исклучам тогаш. Не. Што сакаше да кажеш, повели? Ништо. Само сакав да ти го слушнам гласот. Се извинувам. Подобро ќе биде да исклучам. Нема проблем. Поради тоа што не можеме да останеме насамо, немавме прилика да разговараме. Затоа сакав да те побарам. Имам толку многу работи што сакам да ти ги кажам. Несрин, ќе морам да исклучам за кратко, ќе зборуваме подоцна за ова, може? Добро се разбира. Камо да бе во состојба јас да возвратам на твоите зборови. Треба да најдам начин да бидам насамо со Керим. Ама како? Госпогицата Туба седи покрај базенот, дали сака нешто да се напие? Ке сака, душо, да. Тука имаш таз за чај, однеси. Зашто ја нудите без самата да побара? После ке се навикнат и постојано ќе очекуваат и внимание. Не се вознемирувај, никој не бара ништо од тебе. Дали Ипек може би се преминела од учувот? Ај... Повелете, госпогица. Ти благодарам, Ипек. На здравје. Ипек? Јас пред малку слушнав нешто. Што слушнавте? Несрин и мајка изборуваа во врска со тебе, не сакајќи слушнав. Што зборуваа? Зборуваа за тоа дека си бремена ти. Зборуваа за мене дека сум трудна. Така е тоа што слушнав, ама... Ипек? Каде се Несрин и мајка? А што се случи? Каде се да доемине? Што се случи? Седни и раскажи ми. Кој е одговорен за ова? Ќе ми каже некој како можевте да го уништите угледот на мојата компанија и на мојата фирма? Господине Керим, ќе испитаме. На што ќе испитувате? Дури сега ли ви текна да испитувате, кажете ми? Зарем секој материјал што влегува на ова градилиште не се одобрува после ваша контрола од сите вас тројца?
Сите тројца сте отпуштени. Тука ли си ти? Мамо, жити Господ не ја отвара истата тема. Несрин, зошто ја зема потврдата за таа девојка? Мамо, зашто би било? Глупавата отишла и за да се венчаат, Наали му рекла дека е бремена. И јас си помогнав да земе потврда. Парите што ги виде дома ми ги даде поради таа причина. Ај, мама, воопшто не се чуди. Не се чуди. Девојко, како да не се чудам, полуде ли ти? Свесна ли си ти што може да не знајде ако се слушне, ако се дознае дека ти си помогнала? Баш ништо нема да се случи. Ајде, стани. Стани да им помогнеме за вечерата, ајде. Силда треба да биде задоволна што не врати. Не треба да се покае. Што се случува, ма? Вас да ве прашам. Се навикнав да ме озборувате позади грб, ама овој пат претеравте. Девојко, што трескаш, ма ти? Како луда влегуваш во собава? Како може да зборувате дека сум бремена? Овој пат навистина претеравте многу. Што трескаш глупости, Ипек? Никому не сме кажале такво нешто. Госпогица Туба слушнала со своји уши. Јас нема да чекам да дојде господинот Керим. Јас ќе одам кај него и ќе му кажам дека ти ја запали помошната куќа Несрин. Ајде, трчај, ако слушнат ке фрлат во затвор, бргу. Дали е можно да е вистина? Или овие зборувачки го клеветат девојчета? Ипек, чекај, смири се, ма. Ќе ме сослушаш ли, те молам, да зборуваме за бременоста? Види вака, се случило недоразбирање. Туба погрешно слушнала, лицето за кое зборувавме не си ти. Госпогица Туба слушнала со своји уши. Ти си лажга. Во ред, слушнала, душо, ама ти велам дека погрешно слушнала. Многу претеравте. Ама, Ипек, ти велам дека не зборувавме за тебе, зарем не разбираш? Дете ли стои пред тебе, бе? Ај, Ипек, ти велам дека зборувавме за бременоста на Шуле, не должи многу. Лажеш, Несрин. Што ве засега вас бременоста на госпогица Шуле? Ипек, види, на вистина не зборувавме за тебе. Шуле бараше помош од мене во врска со бременоста. Ипек, ама воопшто не ме слушаш, ке се смириш ли, те молам? Добро, слушај, ке ти ја кажам вистината, ама ти нема да кажеш никому, те молам. Во ред. Слушам. Шуле не е бремена. Не е бремена? Да. Бараше помош од мене да ја обезбедам лажна потврда за бременост. И ние за тоа разговаравме. Не ми се верува. Слушај вака, јас ке го средам ова недоразбирање, ќе одам и ќе разговарам со Туба, ама и ти нема ништо да му кажеш на господинот Керим, ништо нема да разговараш со него. Ке разговараш со госпогица Туба и ќе кажеш дека е недоразбирање. Ако уште еднаш зборувате зад мојот грб, нема да можете да ме спречите. Јасно ли ти е? Добро. Јас ке разговарам со Туба и се ке средам. Ке разговарам пред да дојде господинот Керим. Добро ли си, тата? Јави се на телефонот слободно. Туба ме бара, ќе побарам подоцна.
Се смирили малку, тато? Како можам да се смирам, Берен? Ова е многу сериозна работа. Ме обвинуваат дека сум користил ефтини материјали. Може би може да ги исправат грешките. Малку е Во престрого. оваа работа нема никому да попуштам, верувај ми. И не очекувај од мене да правам отстапки за вакви работи, никогаш. Во право си, тато, ама сепак ми е жал што ги отпушти. Види, ќерко, се уште си на почеток од патот. Како што ќе се соочуваш со суровоста на бизнисот, ќе научиш да не се однесуваш емотивно, туку рационално. Ако не раководиш со разумот, осудена си да пропаднеш во оваа бранша, буквално. Немој да го заборавиш ова. Се разбираме? Зошто ли се изнервира Ипек така? Ипек, зошто така скокна и замина? Нема ништо да дојмина. Ипек, како луда влезе во кујната и праша каде е Несрин, а потоа скокна и излезе. Да не сакаш сега да поверувам дека нема ништо? Дошло до недоразбирање да дојмина, да ти кажам после. Добро, тогаш нека биде така, ама подоцна да ми кажеш. Дали господјицата Туба е во соба? Не знам, а зошто прашуваш? Ништо онака. Што правиш, Кирко? Ништо, здодевно ми е, ќе одам во собата. Дојди малку, ќе си поседиме. Не, ќе одам во соба, мама. Што е на ова? И било здодевно. Мамо, јас ќе се напијам кафе, да не сакаш и ти. Сакам. Емине! Емине! Емине, мила, ќе ни свариш ли 2 кафења, ќе седнеме во градината. Се разбира, госпоѓа Силда. Молам, Здраво, свој Хандан. Зеки, Го сменив телефонскиот број. Сакав да ви го дадам новиот број. И воедно си реков да ве прашам како сте. добро си сторил, Зеки. Се чини дека се е во ред, не се јавувате. Патем што сторивте со таа жена. Дали се уште ве вознемирува? Не ме вознемирува. Ја решив работата со своји методи. Ако има потреба, ќе те побарам. Довидување. Джем? Дали вечераше? Јадев за ручок, господјо Хандан. Мислев дека нема да се лутите и си сготвив. Сам ли сготви? Се разбира. Кога е приморан човек прави се, господјо Хандан. Сготвив малку повеќе, има и за вас ако сакате. Многу е тешко да се поверува дека човеков е лош. Во ред, Джем, утре ќе продолжиш, сега можеш да си одиш. Добро, господјо Хандан, еве, само уште ова да го завршам и... Пријатно. Пријатен ден. Што се случи? Јас пречив. Дојди раскажи како се случи, односно што ја кажа, како ја кажа. Мамо, морав да ја кажам вистината. Ама што можам, не можев да ја спречам на друг начин. И кажав дека Шуле не е вистински бремена и дека и помогнав да земе лажна потврда. Барем ми поверува. Сега треба да одам и да разговарам и со Туба. Аман. Дај Боже ти поверувала. Дај Боже.
Каде си, ма бере, не ми одговараш на повиците? Уф. Влези. Што сакаш? Ипек ми кажа дека сте слушнале што зборувавме со мајка ми. Мислам дека погрешно сте разбрале. Ние не зборувавме за Ипек. За кого зборувавте? За една познаничка. Ипек нема врска со темата. Девојчето многу се растажи и сакаше да го исправам ова недоразбирање. Имаш ли уште нешто да кажеш? Не, немам. Онака знам дека Ипек не е таква девојка. Ако немаш нешто друго да кажеш, може да се вратиш на работа. Во ред ли е? Слушна ли што кажав? Јонака дури да се била вистински бремена, немало да ти поверува. Погледни за што се вознемируваш. Колку рамнодушна девојка. Во ред, ја средивме работава. Престани веќе да се мордиш, Керим. Печатот ми го отстранија, казна не ни пише. Сите многу добро знаат каков деловен човек си, Керим. Сепак не требаше да се случи. И те молам од сега натаму построго да ги контролираме овие работи, може ли? Те мачи нешто друго гледам. Несрин? Несрин ли е? Хасан, не можам повеќе да ги контролирам чувствата. Несрин понекогаш кажува толку убави работи што ме тера да се чувствувам некако посебно и искрено тоа почнува да ми се допаѓа. Гледам долго време се бориш со ова, Керим. До кога ќе продолжи сева ова? Очигледно е дека ова не се минливи чувства. Повеќе ми е премногу тешко да и се спротиставам на Несрин. Никако не можам да ја тргнам од моите мисли. Зошто си го правиш ова себе си, Керим? Седни и разговарај со Селда. Па крај на светот ли е? Не можам да го растурам семејството. И онака совеста не ми дозволува, верувај ми. Сина не се уште на почетокот. Уште ни образованието не му е почнато. А тубата се уште не одлучила што ќе прави во животот. На Селда, откако знае за себе, нема запознато никој друг освен мене, јас сум единствениот маж во незиниот живот. Ако ја напуштам, тогаш тоа буквално ќе биде како риба на сува. Што ќе правеше да дознаеше дека Селда се омажила за тебе за пари, Керим? Искрено не знам. Не знам што да правам, збунет сум многу. Наместо вечерта да ја поминуваш тука, со мене оди помине малку време со Несрин. Може би заради тоа те привлекува, затоа што е забрането. Ти сериозен ли си? Да, не можеш да бидеш сигурен во чувствата ако не минеш време со неа. Како и да е. Ќе може да излеземе? Собава буквално почна да ме гуши веќе, не можам. Да излеземе, Керим. Ипек. Добро ли си, Кирко? Мамо, нема никаков проблем, средивме работа. Јас сум гладен, мамо. Добро, татко ти онака не доаѓа, да им кажам да ти направат нешто за вечера. Добро, јас ќе им кажам. Емине, каде е? Отиде да ја однесе храна на госпогица Хандан.
Мајка ми кажа да ја подготвите трпезата. Татко ми вечерва нема да дојде. Ипек, ајде дојди да ја подготвиме трпезата. Дојди. Ако можеш да излезеш од дома, сакам да те видам.